ова издание. Четвртина владени операции на САД може да бидат затворени во петок по полноќ, доколку Белата куќа и законодавците не се согласат за новиот буџет. Реге музиката и француски парфеми се најдоа на листата на УНЕСКО за да добијат заштита како нематеријално културно наследство. Скопје доби Европска улица. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Јас сум Анета Шијакова. Уште само 5 денови остануваат за да се постигне договор за буџетот на САД. Без договор во чии рамки треба да бидат одобрени финансии за зидот со Мексико, Трамп се закани со затворање на владата. Четвртина од владените агенции и процеси ќе бидат затворени во петок на полноќ доколку не биде постигнат договор меѓу Белата куќа и Конгресот за новиот буџет, кој што го вклучува и барањето од Доналд Трамп за финансирање на зидот долж границата со Мексико. Финансирањето за 3/4 од владените служби веќе е одобрено до септември, но останува да се даде зелено светло за буџетот наменет за одделот за национална безбедност, како и можните средства за зидот кој беше главен адут во изборната кампања на Трамп во 2016. Турскиот министер за надворешни работи вели дека американскиот претседател Доналд Трамп неодамна го уверил турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган дека Вашингтон размислува за екстрадиција на муслиманскиот свештеник, кого Анкара го обвини дека стои зад неуспешниот воен удар во 2016 година. Мевлут Чавушоглу за американската телевизиска мрежа CNBC изјави дека Трамп на самитот Г20 во Аргентина на Ердоган му рекол дека сад работат на екстрадицијата на Фетулах Ѓулен и на други лица. Така наречената Јорганџиска улица во старата Скопска чаршија денеска символично беше инаугурирана во Европска улица. За овој чин има две причини. Првата е дека 2018, како што изјави евроамбасадорот Жбогар, била многу тешка, но и многу активна година. Втората е поврзана со неодамнешната посета на шефицата на европската дипломатија Могерини на Скопје, при што таа ја посети чаршијата и доби брош од еден од локалните златари. In September, High Representative Mogherini visited Skopje. Во септември Федерика Могерини го посети Скопје и имаше можност да се прошета низ чаршијата. Беше топло поздравена од граѓаните и господинот Асани ја изненади со подарок, брош, што ги покажа чувствата на граѓаните и кон неа, но и кон Европската унија. Обединетите нации го додатоа музичкиот правец реге на листата на меѓународни културни богатства вредни за заштита и промоција. На листата на УНЕСКО се најдоа и парфемите од Јужна Франција, како и религиозна традиција во Мексико. Повеќе од прилогот на Златица Холк. Регето е општо познат препознатлив звук, чии текстови повикуваат на социјална правда, мир и љубов. УНЕСКО најави дека жанрот базиран врз фолк музиката во Јамајка со влијание врз американскиот джез, ритам и блуз е глобално богатство кое треба да се заштити. Регето се појави 60-тите во сиромашните квартови на Кингстон. Синглот од 68 Do the Reggae го популаризираше ни светот. Го сметаме за нематеријално културно богатство и од огромно значење за идентитетот на земјата. И во Јамајка сме горди дека реге музиката објаснува кои сме, што јадеме, како спиеме и дишеме. Регето не е само наше, тоа е на светот. Најпознатиот текстописец и изведувач на регето е Боб Марли, кој стана супер звезда со ненадминливите хитови No Woman, No Cry и Get Up, Stand Up. Француските парфеми беа сметани за вистинско богатство со векови. Градот Грас, Јужна Франција во близина на Ница, е познат по неговата парфемска индустрија која користи локално цвеќе. Овој цвет на ружа е специјален. Од него се прави многу рафиниран, специјален парфем, балансиран, пријатен. Еден од најпознатите парфеми во светот, Шанел 5, се произведува во Грас. А джилокот на девицата од Запопан е едно од најстарите религиозни традиции во Мексико. Секоја година на 12 октомври статуата од девицата Запопан патува од Гвадалахара до Запопан придружуван од незиниот чувар на честа, кардиналот од Гвадалахара, свештеници и танцувачи. Традицијата датира од 1695 кога се верува дека девицата ги спасила локалните жители по серија епидемии и поплави. Јужнокорејските боречки вештини, правењето садови од глина во Тунис,
плетењето во Словенија, пеењето во Србија, придружувано со гусли. Се меѓу традициите кои годинава се најдоа на листата на нематеријални културни богатства на човештвото при УНЕСКО. Параолимпијката Шон Чешир, која го изгубила видот пред 9 години, неодамна се соочи со нејзиниот најголем предизвик – планинарење на големиот кањон. Мајко Саливан ја пренесува оваа инспиративна приказна. 68 километри од едниот до другиот раб и обратно, поминати за нешто повеќе од 24 часа по тежок и нерамен терен, со пешачење и во текот на ноќта. Повеќе пати во последниве неколку години имав голема потреба да се чувствувам што понезависна. Пешачењето низ големиот кањон за мене лично беше слика за таквата слобода. Чешир го изгубила видот во несреќа пред 9 години. Сепак таа се надпреваруваше во велосипедизам на Параолимписките игри во Рио, а се надева дека ќе се надпреварува и на игрите во Токио во 2020 година. Веќе интензивно тренира за таа цел. Во меѓувреме беше решена да го оствари својот планинарски предизвик. Ми надојде експлозија од емоции. Не ми се веруваше дека го направивме тоа и се чувствувам целосно исполнета. Многу сум благодарна за подвигот. Тројца пријатели и помогнаа да ја мине патеката, земајќи улоги на нејзини водичи кои што ја спроведуваа низ пречките. На крајот гурна рекордот за освојување на големиот кањон како планинар што страда ослепило. Буквално го прегазивме, од едниот до другиот крај, целото растојание од северниот до јужниот раб. Никогаш толку брго не сум поминала по тие патеки. Подвигот во голема мера бил тимска работа. Научив многу за себе, но уште повеќе научив за канонјот. За Шон Чешир, тоа беше уште еден од незините бројни подвизи. На божикните честитки со семејни фотографии во сад се почесто се и домашните миленици. Во специјализирана продавница за кучиња во близина на Вашингтон, граѓаните ги фотографираат милениците со Дедо Мраз. Дебора Блок ја има приказната. Стотина кучиња заедно со нивните сопственици се собрани во специјализирана продавница за миленици Догма во Арлингтон, Вирџинија. Кучињата позираат пред камерите како модели во пресрет на Божик, додека професионална фотографка ги слика со Дедо Мраз. Ги сакам фотографиите каде се гледа интеракција меѓу кучето и Дедо Мраз, како да имаат тивка конверзација. Тие се дел од семејството и треба да бидат дел од празничните фотографии. Некои од нив веќе се на семејни фотографии, како ова од првиот Божик со новороденчето. За кучето ова ќе биде прв Божик заедно со семејството. Го сакаме Божик и сакаме да имаме спомени со Дедо Мраз. Некои луѓе ги носат нивните миленици на фотографирање секоја година. Една фотографија чини $25. Голем дел од приходите се наменети за поддршка на групите за спасување бездомни кучиња во оваа област. Со парите се купува храна, играчки и се друго што ни е потребно. Еве што вели оваа собственичка на милениче која донесе Квинси да ја слика за Божик и Ханука. Ги славам и Божик и Ханука, па затоа сакав заедно да прославиме. Но предизвик е милениците да застанат мирно пред камерите. За да им го привлечеме вниманието, правиме звуци кои се дел од нивната дневна рутина. Некои ќе ви скокнат во скут, а други бегаат и лаат. Мајка и ќерка дојдоа на фотографирање заедно со нивното куче Блу. Дојдовме да се сликаме во исти пижами со ќерка ми и Блу е со нас. Девојчето му кажува на Дедо Мраз што сака за Божик. Вели дека и Блу исто така ќе му каже што сака таа. Оваа жена до пријателите и семејството ќе испрати божикни честитки со фотографии со миленичето. Тука е крајот на вестите. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Довидување до утре во истото време. VOA presents the following National Geographic program.
as we continue to explore the world around us. I always wondered how I was going to die, and now I know. Meru is the culmination of all I've done, and all I've wanted to do is this peak and this climb. Conrad's reputation among climbers is flawless. I only go on expeditions with people that I know and that I trust. As a team, you're the sum total of all your experience. I had heard about Renan. I knew he was strong enough. When we got there and I looked up at the mountain, I didn't know what we were getting into.